Грција и нејзините странски кредитори денеска постигнаат договор за реформите поврзани со финансиската помош. Со тоа се отвара патот за исплата на парите предвидени со спасувачкиот пакет, но и за натамошно штедење што пак предизвикува незадоволство кај граѓаните. Договорот представува своевидна пресвртница во разговорите меѓу двете страни кои почнаа во минатиот октомври. Главниот спор беше меѓу Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд околу фискалните цели на Грција. Како дел од реформите, Атина вети намалување на пензиите, како и на даночните олеснувања, со цел да се заштеди уште 2% од бруто домашниот производ. Ова, како и предвидените реформи во грчкиот енергетски сектор, може да доведе до натамошно работничко незадоволство во земјата, која веќе една деценија се соочува со мерки на штедење со цел да излезе од должничката криза. Тоа беше и поводот на вчерашните првомајски протести во Атина, на кои се собраа десетици илјади луѓе. Тие побараа од владата да не ги продолжува реформите што ги бараат Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд. Според демонстрантите, натамошните мерки за штедење ќе представуваат голем удар за грчкото општество. Танасис Кацабис, 32 годишен адвокат, вели: Η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και 10 χρόνια έχουν πάρει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν μόνο μία κατεύθυνση. Το τσάκισμα των εργαζομένων και το τσάκισμα της εργατικής τάξης και των υπολείπων ανθρώπων οι οποίοι τσακίζονται. Αυτή τη στιγμή, ναι, εμείς μόνο παλεύουμε για την επιβίωση αυτή τη στιγμή των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των ανθρώπων οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Генералниот секретар на пензионерската организација во Грција, Манолис Ралакис, пак додава: Ενάντια σε όλα τα κόμματα που σήμερα θέλουν να κλείσει η λεγόμενη αξιολόγηση. Η λεγόμενη αξιολόγηση που θέλουν να κλείσει από όλα τα αστικά κόμματα είναι η καταστροφή του λαού και των συνταξιούχων. Левичарската влада, која беше избрана пред 2 години со мандат да му стави крај на штедењето, бележи пат на анкетите. Таа е сега на второто место зад конзервативната партија Нова демократија. Грчките синдикати планираат на 17 мај да одржат 24-часовен штрајк против мерките за штедење.